Местото од каде што започнува познатата приказна на бабата Цана, која денеска важи за една од најубавите кафеани со најдобро место и мени во Куманово и Скопје. Корнер Баба Цана во Куманово. Местото каде што вчера вечер не дочекаа гостопримливи домаќини и преполни маси со гости. Мнозинство на мажи поводот Лига на шампиони, а кумановци верни фанови на фудбалскиот клуб Јувентус. Жестоката атмосфера на дуелот Јувентус и Порто за црно-белите фанови на старата дама изгледаше вака. Португалскиот тим рано остана со играч помалку, поради исклучувањето на Алекс Телјес, но првото полувреме помина без голови. Паузата ја искористивме за да дознаеме нешто повеќе за групата Форца Јуве Куманово. Ајде за почеток да прашам како почнавте да навивате за Јувентус, зошто баш за Јувентус? Како почнавме, тоа беше многу одамна, 1985-та, јас сум еден од најстарите, да не кажам навијачи у Македонија, пошто годиниве така, инаку групава тука сме со различни генерации од различни друштва, а не споје љубовта према клубот. Сега, зошто ја сакам фамилијата, зошто го сакам семејството, зошто ги сакам децата и исто како љубовта према Јувентус, не е тоа нешто. Како почнавте да се собирате, како испадна ова да е една традиција? Па ние тука сме у суштина, кумановци милуваат да кажат градски луѓе, значи сите се знаеме без разлика на генерациите на годините и слично, значи не е спојила љубовта према клубот, инаку сме од различни кумановски друштва, но кога игра нашиот клуб сме секогаш тука заедно во Корнер Баба Цана. Ни предстоеше второто полувреме, а фановите сигурни во својот клуб. Што очекувате од денешниот надпревар? Денешниот надпревар за нас е, мислам, многу лесен надпревар. Ние се гледаме у Кардиф у финале, така да очекуваме таму, еве моје лично мислење е кога играме финале годинава со Бајер Минхен. Да, секако. Да, мене ми е многу жал за навијачите на помалите италијански клубови, објективно од Милано, што мораат да навијат за своите клубови само за викенд. Еве ние се собираме и вторник и среда со години. Имаме порака и до ривалите. Дали имате еве за крај да им порачате нешто на противниците од другите клубови? Од другите клубови, сега на противниците од италијанските клубови што нас ти е битно, немаме што да им порачаме, пошто се далеку зад нас, а на противниците од Европа се гледаме во Кардиф. Во второто полувреме италијанскиот првак ја искористи предноста од 11 играчи на теренот и постигна 2 гола со умешните Марко Пјаца и Даниел Веш. Двајца фудбалери кои тренерот Алегри ги внесе од клупата за сигурен триумф и огромна предност пред реваншот што ќе се игра во Торино. Очекувањата на фановите се исполнија, а задоволството што Јувентус го совлада Порто со 0-2 на гости и направи огромен чекор напред кон четвртфиналето во Лигата на шампионите беше и повеќе од огромно. Корнер Баба Цана Куманово беше собир на кумановски друштва кои знаат како да уживаат во своето слободно време. Масата каде наздравуваше планинарското друштво Кораци, составено од постари кумановски боеми, сподели трошка искуство и убави зборови со нас. Виното е сончевина собрана во шише. Кога си во корнер, виното ти ги отвара сите прозорци во главата да може умот да излезе. Делевме радост и добивка на спортска со Форца Јуве. Наздравивме со кумановските боеми и заминавме во одлично расположение од Корнер Баба Цана, каде луѓето знаат што е добра дружба и богата трпеза.